Продавате моето ново видео, денес снимаме со Скитер, кој е најдобриот рап трап во Киселавата, може и пошироко во Киселавата или во Скопје. Малце ќе поразговараме за неговата кариера, почетоците и од каде идеја за ова професија, не за друга. Сега ќе го дознаете кој е Скитер и има што да се збори на оваа тема. Здраво, брате. Здраво. Респект, фала за убавата најава, фала за убавите збори, фала што ме покани да бидам гостин во твојата емисија, во твојот подкаст. Ништо и мене мило ми ше прифади понуда. Фала. Дали си спремен? Секогаш и секаде. Зошто почнаете со музика и зошто баш ова професија? Овака, значи прва песна ми е 2004 на 8 години. Поздрав до Боби Нош, дека од таму ми беше инспирацијата да почнам да правам музика. Он беше првиот рапер што го имав слушнато во Македонија, заедно со Сав и Јаго, респект и до нив. Почна он да прави, живееме во исто мало, кружувањето ни е такво. Многу ми се свигаше, пробав ко дете. И на 8 години некаде ја снимив првата песна. Така да, од таму е целата инспирација. Животот пред се, животот, но тоа е обкружувањето. Супер, опиши сете во 3 збора. Лојален, праведен и темпераментен. Што детство имаш, ако можеш во кратки црти да кажеш, и кој имаш најголемата поддршка со ова што почна да се занимаваш со рап трап? Со рап трап најголемата поддршка од моите другари, од малото, од дома исто, од фамилијата, а за детство, тешко детство сум имал реално, моите се разведени. Сум растен со самохрана мајка и постар брат. Shout out до нив, зашто се моите срциња. Тоа е углобала, брат. Животот, едноставно, ситуацијата, како сум се снаоѓал, све како сум растел и така углобала. Добро, реално животот е борба и се мора да се борим иначе. Да, живееме во Македонија, е многу сурово, така да. Така. Тоа е Кога ти беше пренасап и како ти беше чувството? прв настап, 9 години имав, Нош настапуваше во Хавана. Ме стави као спешал гест, јас и уште еден другар што работевме во деца. Снимавме баш, песна имавме направено на ODB, на Old Dirty Bastard, Brooklyn Zoo, излеговме само со наши текстови. Тоа ми беше прв настап. Не знам точно колку души имаше, но беше пуна Хавана и ми беше можеби најјакиот настап во мојот живот. Дека први, многу бев млад и многу ми беше јако. Супер, сега ќе ги заинтересира и гледачите секако и во Македонија и реалноста секако и јас ќе дам мој мислење. Дали мислиш дека со рапете, трапете и македонската музика, ете македонските артисти може да се успее и може на некој повисоко ниво или ете да може да се живе или да се заработува доволно за еден нормален живот во Македонија? Зависи како гледаш на тие работи, колку си посветен на тоа и што сакаш да постигнеш од твојата кариера. Мислам дека може, но зависи. Све зависи од твојот стил, како те прифаќа публиката, како ќе го изнесеш тоа. Зависи која ти е целта, каква визија имаш според мене. Ако има, мислам дека може, зависи. Се зависи до артистот. Колку ќе биде посветен, колку ќе даде, многу работи има тука, многу фактори играат во. Но мислам дека може. Глобала сега, поготово. 2 Бона го направија тоа, поздрав до нив и они ми се генерацијски почнавме скоро заедно да правиме музика, тие генерации сме, поздрав до нив. Ете, они докажаа дека може, брат. Реално може, зашто не? Ете, кој ти остане најпоќе впечаток и ако можеш да не кажеш некој инцидент или некој кринч, пример што ти си има десен, пример на сцена, пример да ти има дојде на некој пример, не знам да те гушка, пример да се слика, дури пееш или да те зема микрофона. Не, имаше еднаш така исто у Хавана, пијан еден се качи, и сакаше да рипне, го фати демек публиката кај странство, но сите му се тргна и се залепи доле. Тоа ми беше онака кринч што може да постои, мислам дека. Дали си Македонија имаш наспон надвор од Македонија? Србија само. И како беше чувството те менталитетот, пример разлика од Србија со Македонија? Едноставно поише поштуваат од нас. Си го цена тоа што го имаат, па и за разлика кога им дое некој друг. Културата е кај нив многу поразвиена од нашата култура и ти самиот можеш да видиш колку има музичари таму и како живеат, они си доказ дека можеш да живееш од музиката ако
правиш музика и да заработува. Таму мислам дека пример денес да изваш музика, пример утре ќе ти биде најпознати и уште други веќе сите ќе да знаат тебе. За разлика од Македонија што треба да ги мориш да ти поможат па вака Да, па но и така. таму има игра. И таму има игра. Не се сите познати. И таму треба многу да се цима, што ви рекли они, за да. Да треба да се стигне. пикаш едноставно. Сепак е колку те бива тебе за таа работа и колку добро лижеш. Прашање А јас не лижам, така да сум ново ниво кај што сум сега. така. Друго прашање ми е колку песни имаш извадени, која песна пример би одел пример најидеална да те биде? Според мене, Да. па не знам, сигурно имам преку 1000 песни од дете. Сигурно имам преку 1000 песни. Најомилена песна? Може и да е неизвадена? Може славно. Па имам со Смоук Марделјанов песна и никад нема да излезе и тоа ми е криво. Поздрав и до него, ама тоа е тоа. Зашто? Па времето се би. Поздрав до Тракер, Фри Тракси, моментално респект до братот. Па сите сме на траката, нош не остаи дел и така некако испадна, отиде времето и тоа е тоа. Не извадив му даден момент кога требаше да излезе. Иначе ќе грмеш, јас мислам. Па ја имам и лудница. Немам коментар за тоа. Колку одземете едно снимање или еден спот? Зависи каков. Студиски, дали е на улица. Ајте не знам дека бидете на улица. Пример поќе локации, пример Повеќе локации може да бидат и 2-3 дена. Зависи до локациите, зависи што сакате да изведете, ако е краток, кога има прича у него, кога филм да се дешава, тоа малце подолго трае. Зашто треба да се глуми да едно, а другото е малце по фристайл, по како ќе се наместите, како ќе го изведеш, колку те бива едноставно тебе пред камера, тоа е тоа. Според мене. Дали според тебе повод да извеш песна сам или да извеш некој кој ќе ти каже? Небитно е тоа, според мене. Може и сам, зависи. Ја мислам дека сам е најдобро. Сам. После Јас ако не бев, немаше да оваму да стигнем. тоа секад го имало и ќе го има, но сам си е сам. Тука си целосно ти на траката, онака се представуваш буквално. Треба да напишеш 2 дела, 3 дела, не знам, рефрен, она. Целосно е твој стилот. Значи не се меша никој друг. Може да имаш да има добар и он стил, па добро да бидете ко сега што работите со Smoke Panda. Океј, ме разбираш, но сам е сам, ја мислам, според мене. Така е, последно прашање. Поготово за почетоци, прва трака обавезно сам. Никако фит. После праиш што ќе правиш. Последно прашање, што план имате ако можеш нешто да направиш? План? Имам многу траки. Отворив акаунт на YouTube, Скитер, ќе ти го давам да го ставиш доле. Official и планирам сега на него, но паралелно работам и на медијатор. Така да, следува многу нова музика од мене. Тоа е тоа што може да го најавам сега за сега. 26-56 Скитер се враќа на стариот стил. Малце реално, морам да ја вратам малце вистината во игра, да им објаснам како стојат работите на луѓето. Дека не е се така розево кој што изгледа. И дека не е се пари, курви, дрога. И мамо, јас сум познат. Не е така, едноставно. Да ја видат малце другата страна на градот, дека реалноста е поинакво од тоа што го гледаме денес на социјалните мрежи. Мислам дека почнете да гледат гледат што побрзо да стигнат до пари. Сите бркаат хит. Па сите бркаат хит. Едноставно, правам музика од душа и тоа ќе остане така до крајот на живот. Сакам да ме памтат ко легенда, а не ко некој тип што се продал за пари. Така што паќата реално сите се продават за пари и Ама добар договор и со мој стил секако дека ќе потпишам. Имало добар момент, имало прича, но тоа е тоа. Баш ми мириш нешто прифата понудата, мислам дека има доста што да се слуша, доста што ќе се пронајде, може некој ќе хајде, пошто тие кои се хајтат, мислам дека Слободно. И последно прашање ми е, тоа требаше предпоследното, како се справа со хит коментар, пошто реално живееме во со луѓе или ете не знам како да кажеш, со група на хиени. Брат, искрено не се замарам, нов живот, само вежбам. Вежбам сега многу задње време, тоа е тоа што ме вади највише. Иначе хейт коментари не ни ме допираат, секој си има право на свое мислење, може да збори што сака, но на крај делата зборат за човекот. Тоа е според мене што го мислам. А така, да пишувајте што сакате. Да.
Па највеќе тоа е тоа, фактите ги болат луѓето, тоа е дефинитивно. Реалност. Фала што Ништо, фала ти на тебе.